Летниот период е одлично време кога сите сакаме да се опуштиме со убава книга, а за среќа имаме одлични македонски плодни и квалитетни автори кои што ни овозможуваат да читаме преубави книги кои што ни го држат вниманието и ни го одземаат здивот. Ана Антовска, дипломиран нутриционист, магистар по нутриционизам кој веќе 10 години е дел од тимот на Аџи Бадем Систина, освен што си личност која што е посветена на професионалните уврски и секојдневно им помага на своите пациенти, подеднакво се посветуваш и на твојата голема љубов пишувањето. Шепотот на судбината, вториот роман што неодамна излезе од печат, беше повод да се сретнеме на утринско кафе, но и да ги потсетиме гледачите на некои други работи кои што се поврзани со твојата пишувачка дејност која што датира всушност многу одамна. А напишувањето е твоја дамнешна љубов, сите се уште се сеќаваме на оние прекрасни текстови кои што своевремено ги напиша за некои популарни песни што ги отпеа Биба Додева, Ребека и други музички артисти, а на кои што до ден денес се сеќаваме. Ке не потсетиш ли малку на тие убави наслови? Многу ми беше задоволство што бев дел од македонската музичка сцена пред многу години и песните станаа хитови и се уште се слушаат. Значи необичен круг на Биба Додева е Evergreen кој што се пушта до ден денес и има многу убави реакции кога луѓето ќе дознаат дека токму јас сум го напишала текстот. Тој ми е едноставно еден од омилените, потоа Вистина на Биба Додева, таа почна со таа песна, кариерата нејзина некако тогаш експандираше. Прекрасната Ребека и Не сакам да знам, композиција на Дарко Димитров, тоа беше една песна која што со прекрасен спот кој што многу долго се вртеше по станиците, радиостаниците и по телевизиските канали. DSG, овој град е магичен, дури младите генерации денеска ја знаат. И пред 3 години на Макфест дебитирав со текст на Марија Данева, испее една песна која се вика Твоја, а Роберт Билбилов беше задолжен за компонирањето и аранжманот и беше многу интересно затоа што таа песна освои 3-то место и мислам дека освои награда и за сценски настап. Така што тоа се мои многу убави спомени кои што понатаму ме одведува во една друга насока во животот, сепак и во смисла поврзана со пишувањето. Сега кога се потсетивме веќе на тие убави текстови и на тие убави музички numери, да се префрлиме малку и на твоето пишување романи. Многу посериозно почна да се занимаваш, значи, со пишувањето последниве години и тоа го докаже и го потврди со твојот прв роман Совршен допир, кој што за многу кратко време постигна неочекуван успех, би рекла, затоа што на изборот на читатели Reader's Choice беше избрана на книгата меѓу 5 најдобри за 2022 година. Очекуваше ли нешто вакво и што значеше ова за тебе? Јас бев многу среќна кога го напишав Совршен допир, беше нешто сосема ново за мене. Очекував дека ќе биде читана книгата затоа што како личност сум перфекционист, односно се трудам да работите кои ги правам бидат направени како што треба. Кога ја завршив Совршен допир, сметав дека е добра книга, одлични критики имаше, меѓутоа не очекував дека за само 6 месеци 40.000 читатели ќе ја стават во 5 најдобри книги во државава и тоа ме поттикна вториот роман да биде уште поубав од Совршен допир и знам дека го постигнав тоа. Во рамки на едицијата Светски а наши, во издание на Сакам книги, неодамна излези и твојот втор роман Шепотот на судбината, еден убав, суптилен, провокативен наслов кој што ветува една прекрасна сторија запишана меѓу овие страници, па ајде да ни откриеш зашто всушност зборува твојот втор роман. Романот е една динамична, модерна, љубовна приказна, значи романса, меѓутоа е во исто време мистерија. Дејството се одвива во Њујорк. Сакав да пишувам, бидејќи сум ставена во едицијата Нашиот Светски во мојата издавачка куќа Сакам книги, и имам намера овој роман да го преведам на англиски јазик. Јас се надевам дека тоа ќе ми успее, затоа што тоа ми беше целта и со Совршен допир, ама овој некако повеќе одговара. Затоа и се решив да истражувам и да пишувам за земја која што не е нашата. Јас сум во принцип голем патриот и многу го ценам пишаниот збор на нашите автори и
сакам да пишувам за Македонија, меѓутоа решив да малку себе си се испробам, да видам дали ќе успеам да бидам рамо со светски познатите бестселер авторки. И да ви кажам, романот е пред се многу длабок емотивно. Јас додека го пишував, знаев во кој поглавје што сакам да напишам. Меѓутоа, радоста во целото пишување беше тоа што на моменти се чувствував како читател, едва и чекав да видам како ќе го напишам наредното поглавје. Тоа беше такво уживање. Сите емоции кои што се пак ќе повторам длабоки во самата книга, значи има многу љубов, има многу силно пријателство, има прекрасни семејни врски, има тага, има многу хумор. Јас сум генерално многу духовита личност и имам специфичен хумор, тие што многу добро ме познаваат, во принцип секогаш се смеат во мое присуство и си дозволив да бидам слободна и во овој роман да бидам правата Ана, значи хуморот на главниот машки лик преку кој што за прв пат бев маж и морам да кажам дека уживав преку него, ги преживував сите тие емоции, така да пишувањето за мене на овој роман беше една таква убава игра, многу енергија ми потроши затоа што јас сепак сум 8 часа на работа, немав слободен викенд со месеци и на крајот се исплатеше затоа што веќе имам фидбек од читателки. Ана, мислам дека ова беше сосема доволно за да ги инспирираме и мотивираме гледачите и читателите да ја најдат книгата Шепотот на судбината и да ја прочитаат, а патем токму во овој период истата може да ја најдат со промотивен попуст, бидејќи е на акција во сите книжарници на Сакам книги, но и нивните онлайн продавници. А на тебе ти посакувам уште долго да пишуваш и да твориш и секогаш сјајот што го имаш во твоите убави очи да биде присутен не само во очите, туку и во твојата душа.